Меѓународните наблюдувачи попладнево ги презентираа наодите по првиот круг од локалните избори. Пресконференцијата следеше Игор Манасиевски во живо. Го имаме во вестите, па да чуем Игор каква е нивната оценка и дали има некакви забелешки. Така, Борче, пресконференцијата се уште трае. Ние накратко излеговме да известиме само за првичните оценки кои што беа соопштени од мисијата на ОПСЕ ОДИХР, од Европскиот парламент и од Конгресот на Советот на Европа, кои што ги следе овие локални избори, како што реков, со 12 тима постојани наблюдувачи, кои биле подолг период тука и подолг период го следеле целиот и предизборен период, како и со 250 наблюдувачи за време на вчерашниот ден, кои биле распоредени на секаде. Нивната првична оценка е дека изборите поминале во фер и демократска атмосфера, ги кажаа своите прелиминарни забелешки, кажаа дека ќе останат да ги следат и објавувањето на резултатите и приговорите и сето тоа како ќе тече на крајот, после вториот круг ќе ја дадат и финалната оценка, но за сега нивното мислење е дека од нивниот впечаток од предизборието и од самиот избори дека се водела кампања повеќе на национално ниво отколку за локални програми и дека имало одредени недоследности околу законски работи кои што треба да се усогласат со оние обврски што биле прифатени од Европската унија. Предлагам кусо да ја погледнеме изјавата на првиот човек, предводникот на ОПСЕ ОДИХР Матео Мекачи, токму за нивната првична оценка за изборите. Локалните избори од 19 октомври им возможија на гласачите вистински избор од спектар политички алтернативи, меѓутоа тие се одржаа во високо поларизирано политичко обкружување, меѓу другото и должетничките линии и во атмосфера на разочараност од политиката и широко распространета перцепција за корупција. Иако изборната администрација генерално успешно управуваше, ефикасно управуваше со изборните подготовки, доследностите и празнините во законодавството за изборите, како и ограничените ресурси и застарената инфраструктура негативно се отслика. Фундаменталните слободи беа во најголема мерка почитувани, а кандидатите можеа да се да водат кампањата главно на општински прашања. Беше засенета оваа атмосфера со дискутирање на прашања од национално ниво за идентитетот, европската интеграција, корупцијата и правата на етничките заедници. Така, тоа беше кусо изјавата на првиот човек на ОПСЕ ОДИХР. Ние остануваме да ја следиме през конференцијата. Во меѓувреме да информираме и за прашање кои што ги поставивме до Министерството за внатрешни работи поврзани со вчерашниот изборен ден. Тие за Канал 5 информираат дека во текот на вчерашниот ден биле пријавени 91 настан, најголем дел за агитирање, 30 можен подкуп за гласање. Лишени биле вчера од слобода од страна на МВР 11 лица, од кои 4 се ослободени, 7 се задржани за понатамашни постапки, 2 лица од Прилеп за подкуп, 3 лица од Скопје, од Битпазар, кои одбивале да се легитимираат, по едно лице од Кочани за потврда за тајноста, за прекршување на тајноста за гласање, како и 4 лица од Охрид за фотографирање на гласачки ливчиња при изборите. Остануваме да следиме пресконференцијата, подетален извештај во вестите во 18 часот.